Наместо спринт, како што очекуваа многумина, преговорите за минималната плата трчаат маратон, откако и синокешната средба меѓу владата, синдикатот и работодавачите заврши без конкретен резултат. Поради ова, од ССМ за утре, пред почетокот на новата рунда преговори, најавија протест пред зградата на Организацијата на работодавачи и Сојузот на стопански комори. После состанокот на Советот на ССМ, директно ќе излеземе со председателството на ССМ и сите страјкувачки одбори кај Стопанската комора на протест и да им кажеме дека од пред нив ќе се роди штрајкот доколку во 16 часот не се прифатат барањата за минимална плата од 18.000 денари, односно не помало од 60% од просечната нето плата. Искалјаство зголемување на сите плати, бидејќи не е прифатлива нивната методологија по која минималната плата би била 16.164 денари. Исходот од преговорите директно засега околу 100.000 работници кои примаат минимална плата, од кои најмалку 15.000 се во источниот дел на државата. Сите тие се едногласни во тврдењето дека со сегашните 15.200 денари е невозможно да се преживее. Не се живее. Не стасува, дека ќе стасува. Со 200 евра не можеш да анџак да платиш сметките, а камоли за прехрана. Не. Тук во Македонија нема живот. Не се живее. Не. Не сте сама што прави, тоа е. Не се живее и нема да се живее. Од друга страна, работодавачите се на став дека методологијата за пресметка на минималната плата која ја бара синдикатот не е добра, а компаниите во услови на долготрајна криза едноставно не се во можност да обезбедат пари. Минималната плата се движи од 33 до максимум 51% од просечна плата. Значи не постои држава во Европа која платата е повеќе од 60% од просечната. Ова не се прави случајно, се прави за да се направи правично наградување, значи подобрите работници мора да земат подобра плата, а послабите работници по ниските звања мора да земат помала плата. Со многу високото ниво на минимална плата се прави компресирање на платите, огромен број работници земаат иста плата што ги демотивира добрите работници. И на тој начин фактички паѓа продуктивноста на компанијата. Додека за ова прашање се разговара меѓу социјалните партнери, предлог законот за измени на законот за минимална плата што го поднесе партијата Левица е ставен на дневен ред на собраниската седница закажана за 10 овој месец.